Се задолжува јавното предпријатие Комуналец во текот на утрешниот ден, 17.4, да постави луѓе редари на сите влезови во градскиот зелен пазар, кои ќе го регулираат влезот и излезот на луѓето во пазарот. Се задолжува јавното предпријатие Комуналец во текот на утрешниот ден, 17.4, на сите три влезови во градскиот парк, парк Полана, парк на Револуцијата и слично, да постави луѓе редари кои што ќе укажуваат на одлуката на владата за забрана за движење на излетнички места, паркови, места за рекреација и национални паркови. Се задолжува јавното предпријатие Спортска сала Јасмин да ја затвори тримпатеката на спортскиот центар, кошарското игралиште, тенисните игралишта, како и останатите рекреативни игралишта на територијата на општина Кавадарци. Се задолжува јавното предпријатие Паркинг Кавадарци да постави своји вработени во близина на супермаркети, банки, пилјари, аптеки, кои ќе помагаат во одржувањето на дистанцата помеѓу луѓето. Од страна на Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство е донесена забрана за движење во шуми и шумски површини почнувачи од утре од 06 до 20 часот. Односно, движењето во селските средини да се ограничи само во аторот на селото и исто така се упатува и апел до сите граѓани во овој период да не палат плевни меѓи и лозови гранки. До сите колективни стамбени згради, кои што имаат поставени контейнери на оддалеченост повеќе од 50 метра, јавното предпријатие Комуналец денеска и во утрешниот ден ќе постави нови дополнителни 50 до 60 контейнери во непосредна близина на самите колективни објекти, се со цел за продолжениот викенд и полицискиот час да може да си го отстрануваат своето џубре. Општина Кавадарци упатува апел до собствениците на маркети, пилјари и слично да постават дел од своите вработени пред објектите, се со цел да се одржува растојание помеѓу нивните купувачи. Апел до сите граѓани на општина Кавадарци утрешниот ден да биде максимално дисциплиниран и да не се ствараат дополнителни групирања од причина тоа што постои епидемиолошки ризик. Тука би појаснал за тоа што утрешниот ден ќе го искористиме и за одење во цркви, верски објекти, утре во Кавадарци е пазарен ден. Еден апел до жителите на општина Кавадарци, до граѓаните од кризниот штаб да од епидемиолошки аспект утрешниот ден не е стварно ризичен ден, да можеме да се поставиме во поголема дистанца едни од други и да си го обавиме во порелаксирана ситуација своите потреби и верски, меѓутоа и потребите во делот на мирници за викендот. Исто така, општина Кавадарци останува достапна за граѓаните и за време на полицискиот час и продолжениот празничен викенд и кол центарот со бројот 13300 е отворен 24 часа. Сите граѓани кои што нема да успеат да набават потребни намирници, нема да простор за паника, од причина што остануваат да работат онлайн маркетите, аптеките, рестораните за целокупниот викенд се до вторник до 6 часот наутро. Може би да и коментираме новиот четврти случај на коронавирус заразен во Кавадарци? Така, денес имаме официјални резултати за позитивен четврт жител на општина Кавадарци од COVID-19. Станува збор за лице родено 83 година. Простор голем за паника немаме, затоа што самото лице од 3 март е во самоизолација, така да неговите симптоми кои што ги имал и од земењето на брисот е ставен во самоизолација. Мислам дека нема голема опасност од самото лице да има пренесено на неколку други лица или било како. Меѓутоа не би давал толку значење на тој момент, затоа што е минорен и минлив. Сакам да дадам повеќе значење за утрешниот петок, кој што стварно за нас православните е голем ден. Сите ќе сакат да појдат и во цркви, и во верски објекти. Да, утре Кавадарци ќе успее да се заштити и само заштитиме. Поготово утре препорачувам сите кои што одат на пазарење во верски објекти, на пазар, на отворено, да практикуваат да носат маски, пошто ќе имаме голема фреквенција од движење на луѓе. Со носењето на маските заштитиме и самите себе и другите жители и растојанието да биде минимално од 2 метра еден од друг сограѓен или човек кој ќе биде отворено излезен на своите потреби да ги заврши. Ако утре успееме да се заштитиме, после тоа ни представува нашиот голем празник, од вторник натаки
мислам дека нема да имаме таква турканица и гужва во самиот град. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом.